Добре сум. Много сум возрастна. 1225, усвоена на 31 октомври 2000 година, представува историски момент во меѓународната безбедносна архитектура. Првпат, Советот за безбедност на Обединетите нации го препозна неизбежното влијание и придонесот на жените во изградбата на мирот, стабилноста и безбедноста. Ова прекрасна марка во чест на овој голем ден во која се разбира, птицата ја носи веста за мирот, ќе се вреже не само во нашите очи, туку и во нашиот ум и секојдневно ќе не подсетува дека имаме недовршени мировни проекти. Бројка која постојано расте и е најголема досега. Овде би сакал да додадам дека за забележителен успех можеме да видиме во Министерството за одбрана, кој денеска процентот на жени кои се на раководни позиции изнесува над 50%. За заштита од вознемирување на работното место информирана е листа на родови посредници медиатори. На веб страницата на Министерството се креирани посебни подстраници за родова еднаквост и заштита од вознемирување. Донесено е упатство за заштита од вознемирување на работно место во Министерството за одбрана и армијата, а во континуитет се спроведуваат и родови обуки за подигнување, зајакнување на свесноста на персоналот со сопствени капацитети. Ensuring women's full participation in these processes by holding perpetrators of gender-based violence accountable, by protecting women peace builders and human rights defenders, by integrating the principles of this agenda into laws and budgets. Бројки конкретно кажуваат и укажуваат, дури една од нив кажува и дека сексуалното насилство во војни, во конфликт е земено како оружје, а телата на жените и девојчињата се борбено поле. И напишав на сите балони по бројка, една од резолуцијата 1325. И им дадав на сите и ги подели во групи. Никој не знаеше што се случува. Им реков, вие тука со балониве живеете во просторијава, играјте, правите што ќе правите. Другите излегоа надвор и им реков, вие ќе влезете и ќе се обидете да земете најмногу балони што можете. Тоа е играта, тоа е целта. Предлагаме да направиме проблем. Тоа се случува. Значи, тоа се знаци кои што не ги препознаваме или се случуваат во конфликт, ова се случува. Во моментот реков, ти кога го пукна балонот, тоа беше живот, тоа беше куќа, тоа беше возило, тоа беше болница уништена. А вие сте тие што ги изгубивте балоните, што бевте повредени, бевте загинати, вашите домови беа уништени. Како жртви од конфликтите. Знаете онаа поговорката дека да елефант in the room, слонот во просторијата, која што не го спомнуваме, не го кажуваме или избегнуваме да зборуваме за него.